Во месец јули успеавме да го усвоиме законот, значи сосема потполно согласен со НИС-2 директивата и Македонија за прв пат доби закон за безбедност на мрежи и информатски системи или понародно кажан закон за сајбер безбедност. Еден од клучните елементи што ги носи НИС-2 е промена на начинот на кој што ја гледаме безбедноста. Значи како реагираме на инцидентот, кон системско управување со ризици и развивање на отпорност. Управувањето со ризици подразбира јасни политики за безбедност, редовни проценки на ренливостите и подигнување на свесноста кај новинарските и кај техничките тимови. Вториот важен елемент е навремено пријавување на инцидентите. НИС-2 го нагласува значењето за раната комуникација со надлежните институции. Со тоа што доколку рано се искомуницира, ќе дојде до подобра комуникација и спречување на пошироки последици. Ова не треба да го гледаат медиумите како административна обврска која им се дава за рано пријавување на инцидентите, туку како механизам за заедничка заштита, односно за подобра реакција. И на крај, клучна е координацијата со националниот ЦИРТ. Преку размена на информации за закани, техничка подршка и заеднички активности се создава мрежа на доверба и на отпорност. Целта е медиумите да не останат сами во моментот кога ќе дојде до сајбер напад, односно треба да бидат дел од еден поширок национален систем за сајбер безбедност. Која е улогата на Министерството за дигитална трансформација и владиниот ЦИРТ, односно каков е институционалниот одговор и каква е координацијата? Во контекст на растичките сајбер информацијски ризици, улогата на Министерството за дигитална трансформација и националниот ЦИРТ пред се координацијска и подржувачка. Ние сме тука да создадеме средина во која што медиумите ќе имаат пристап до навремени информации и до експертска помош. Еден од клучните сегменти, како што веќе спомнав, е размената на информации за закани. Преку споделување на технички и оперативни сознанија, медиумите ќе можат на време да ги познаат потенцијалните ризици и да преземат превентивни мерки. Втората работа е поддршката при инцидентот. Кога еден медиум се соочува со сајбер напад, треба да знае и да препознае дека не е сам, така да владиниот ЦИРТ обезбедува координација, советување и насоки за справување со инцидентите и доколку е потребно поврзување со други институции, со приватен сектор или со технички капацитети. На подолг рок сите овие активности придонесуваат кон јакнење на националната дигитална отпорност, а тоа значи градење на екосистем во кој институциите, медиумите и приватниот сектор соработуваат и заеднички ќе реагираат на потенцијалните закани. Нашата цел не е да го ограничиме дигиталниот простор, туку да го направиме да биде безбеден за делување. Затоа и завршната порака е дека безбедни медиуми значат отпорно општество и инвестирање на медиумите во сајбер безбедноста не значи само инвестирање во техника, туку тоа значи инвестирање во доверба, во стабилност, во демократско општество. Како постапува МВР? Доколку постојат елементи на кривично дело согласно кривичниот закон, тогаш нели го покреваме целиот систем. Ова е сосема еден друг, како да кажам, момент, се викат нетранспарентна алатка. Значи вас ве банираат, односно ричот ви го банираат и буквално до нула рич доаѓате. Представува цензура, но не класифицирана, како да ви кажам, законски, правно, никако регулирано. Тоа е дигитализацијата, тоа е, да речеме, неиднината сегашноста во која постоиме. Сите ние се согласивме нашите податоци да ги ставиме на платформите кои се во рацете на приватни компании во странство. Најчесто во САД. И ние потоа бараме одговор од истите. Верувајте, вашите години труд се сведоа на тоа да вие, нели, молите за одговор од таа страна за да ви помогнат. Само платформите, дигиталните платформи, согласно дигиталниот сервис акт, колку што јас сум запознаена, ги пратам сите тие моменти, се тие кои што се надлежни да го спречат овој shadow banning. Не може ни една, да речеме, единица за сајбер криминал да помогне во однос на ботскиот напад. Кого ќе гоните? Како ќе го лоцирате? Да не почнувам сега со предизвиците со кои ние се соочуваме во однос на истрагата.
гонејќи ги сајбер криминалците. Пак ќе се навратам на оној момент. Јас не велам дека ние не треба да твориме да работиме на социјалните платформи, но тие си имаат собствена регулација, но сепак подлежат на регулирање и треба тие да ве заштитат во однос на вакви напади.